Денеска зборуваме за една интересна, благородна идеја што заживеа од неодамна, а веќе бележи успеси не само во Кочани, општината, регионот, туку и пошироко. Разговараме за Сдруженијето Бистри умови од Кочани, чија што цел е да ги едуцира, образува младите. Здраво велам за претседателката на Сдруженијето, Анита Атанасова Грчев. Добре дојдовте во нашиво студио и да ни кажете која беше идејата, како се роди идејата да формирате едно здружение чие што име е Бистри умови? Здраво. Идејата за да го формираме Бистри умови се роди од искуството кое веќе неколку години го имаме со нашиот син. Нашиот син уште од многу мал посетува разни курсеви надвор од Кочани и свативме дека за сето тоа, за да едно дете биде успешно, не му е потребен само талентот, туку потребни се и дополнителни учења и надоградувања, а за тоа се потребни дополнителни финанси и не секој родител може да си го дозволи тоа. Па за тоа, значи, решивме да го основаме и Бистри умови за да им помогнеме на талентираните ученици и учениците кои сакаат да учат. Полето на действување е информатиката, бидејќи синот е познат информатичар веќе во овој дел, во оваа област, меѓутоа сакате да ја проширите работата, не само во информатиката, туку и малку пошироко. На Сдруженијето ни е реално регистрирано за поддршка на талентирани ученици и млади во областа на природните науки. Ние започнавме со информатичарите, постигнавме доста коректен договор за соработка со нив, но еве продолжуваме и со математика. Идејата е да им помогнеме на учениците и во математика и за информатика. Изминатиот период, следејќи го син ми на надпреварите кои ги посетуваше, се изнагледав многу работи. Видов дечиња, ученици кои беа доста растревожени за тоа што талентот е едно, но тоа што задачите кои што ги има на надпреварите се едно, а тоа што го учат во училиште се друго. Еве како пример ќе го дадам еден од надпреварите по математика минатата година, на кој видов едно растревожено дете, кое што покрај талентот и во очите му се гледаше дека е бистро, беше толку растревожено за тоа што задачите на надпреварот му се нешто непознато, нешто што не го видело во школа и не ги работело, а еве за него биле нешто ново и беше толку растревожено за тоа што најверојатно не можело да се дозволи дополнително учење. Во изминатиот период имаше голем успех, напредок во надпреварите по информатика. Веројатно и тоа е била една од причините да го оформите Сдруженијето. Меѓутоа, претпоставувам дека желбата не само вашиот син, туку тоа знаење да се прошири и на другите деца била главната идеја. Да. Изминатиот период нашиот син уште од 4-то одделение ги посетува надпреварите по информатика, од 1-во одделение посетува курсеви надвор од Кочани. Но она што следува на надпреварите, она што го работат, тоа програмирање, решавање на проблеми, е нешто што за жал не се учи во училиштата. Има многу интерес кај децата за тоа, но пак ќе спомнам, сето тоа треба да се плати. Во изминатиот период, рековме, учествувавте веќе на неколку надпревари, не само овде во државата, туку и меѓународни, и имаше прилично добри успеси. Да. Минатата година нашиот син Владимир Грчев беше на двете олимпијади јуниорски, Европската јуниорска олимпијада и Балканската јуниорска олимпијада, од каде што и со двете се врати со награди и беше еден од најмладиот учесник таму. Оваа година веќе помина Балканската, Европската јуниорска олимпијада која беше во Грузија. Од таму, значи, исто се врати со награда и повторно беше еден од најмладите надпреварувачи. И оно што следува сега е во месец ноември Балканската јуниорска олимпијада која што треба да се одржи во Македонија со наша помош и ќе очекуваме да видиме што ќе направат нашите ученици таму. За овој краток период колку што постои Сдруженијето, рековте во договорот за оваа снимка дека сте го регистрирали некаде летото, јули месец. Имавте веќе неколку активности, се одржа еден настан интересен на Браната градче.
Која беше идејата и како се сноѓате еве за краток период да изорганизирате се? Па да, ние Сдруженијето го основавме во јули, веќе почетокот на август го направивме, нели, нашиот, можам да го кажам, прв проект подготовки за информатичарите односно за учениците кои ја представуваат државата на меѓународните надпревари и јуниори и сениори, на кои што беа и професори од Финки и председателот на Сдруженијето на информатичари. Можам да кажам дека за среќа уште од самиот почеток бевме добро прифатени како ново здружение. Добивме финансиска подршка најпрво од градоначалникот и советниците на општина Кочани, но исто така и од повеќе компании од целата држава. Значи го направивме еднонеделниот камп по информатика за да им помогнеме на учениците кои ни ја представуваат државата. Подоцна, значи за краток период почнавме веќе на вториот проект собирање на средства и преку донации собравме доста солидна сума на финансии која ја наменивме за да ги помогнеме надпреварувачите кои ја представуваат државата на меѓународните надпревари и ги помогнавме финансиски. Веднаш потоа почнавме да собираме финансиски средства преку спонзорства и донации за да јуниорската Балканска олимпијада по информатика се одржи во Македонија. Ги собравме средствата, одреден број на средства и истата би требало да се реализира во ноември оваа година. Домакин би бил? Домакин би била нашата држава, нели? Ние ги помагаме Сдружение на информатичари и веќе спомнав, имаме доста блиска соработка со нив, така да еве се работи веќе на тоа, се размислува каде ќе биде. Кочани можеби, за тоа прашав. Па Кочани да имаше и такво нешто, но еве ќе видиме што ќе биде. Ќе очекуваме да не информирате каде ќе биде Олимпијадата. Сега за една друга, исто така благородна активност која што вие како здружение ја организирате, веќе ние најавивме нешто кратко за гледачите, меѓутоа се работи за обука на млади, талентирани, кои што веројатно вие допрва ќе ги откриете, дечиња, ученици од општината, па и пошироко. Зашто станува збор, за какви обуки, за какви часови се подготвуваат? Вака, значи од месец ноември почнуваме со бесплатни онлайн курсеви по математика и информатика. Математика ќе бидат од 4 до 9 оделение, за секој оделение посебно. Со учениците ќе работат наставници по математика и тоа ќе бидат подготовки за надпревари до државен надпревар. Сакаме на сите ученици кои сакат да учат да им пружиме помош, ќе се работи таков тип на задачи, баш што се паѓаат на надпреварите. И информатика почнуваме со почетен C++, програмирање во C++ програма за ученици кои сакаат да научат и за програмирањето не е потребно предзнање. Во иднина, значи, планираме и нешто поразлично. Веќе можам да кажам дека аплициравме и со проекти во странски за користење на странски парични средства, за кои исто така подршка добивме од градоначалникот на општина Кочани и доколку и се надеваме дека ќе ни бидат одобрени средствата, би било поопширна и многу поинтересна програма во која што ќе има посета на странски здруженија, гостување од странски здруженија кај нас, кампови, летни зимни школи и така натаму. Кои се условите да се пријават младите? Има ли некакви претходни подготовки што треба или познавања да ги имаат или едноставно без никакви познавања можат да почнат да посетуваат? Идејата ни е да работиме и со почетници и со напредни. Ние почнуваме со почетниците, затоа што, како што кажав, за да едно дете биде талентирано и напредно, не е потребен само талентот. Ако го има само талентот и ако не работи, ќе застане на едно место. Не секој родител може да си дозволи, затоа ние, еве, Бистри умови постои за да им помогне на учениците да се надоградат и за воиднина да си го покажат својот талент. Затоа, значи, ќе имаме почетници, ќе имаме напредни и ќе ги имаме 20 ученици најдобри од државата, за кои што ќе се ангажираме и по-професионално со по-професионални предавачи. Следењето на обуката ќе треба да се плати некаков надоместок? Не. Бистри умови работи за да има возможни на нашите таленти, на нашите ученици,
бесплатно надоградување. Веројатно не само од Кочани, туку интерес предизвикува оваа идеја и пошироко од општината. Па да, имаме веќе од цела Македонија интерес, веќе имаме доста ученици пријавени за курсевите кои ги почнуваме. Се уште трае пријавувањето. Секој кој сака, а не слушнал, еве ќе повторам, на нашата мейл адреса која има и на нашата Facebook страница и на нашата веб страна и на профилот на LinkedIn, може слободно да ни пише мейл со име и презиме на ученик и кој курс ќе го посетува. Ние ќе го ставиме во програмата и пред отпочнување на курсевите на сите ученици ќе им пуштиме инструкции за следење на истата. Кога би почнала обуката, имате ли термин? Почнуваме првата недела од ноември, ако не се лажам, тоа беше 4 и 5 ноември. И ќе трае се до математика, се до започнување на државниот надпревар, тоа е некаде мај месец, а информатика се додека не се помине почетниот C++ и веднаш потоа идеме со напреден C++, со подготовки за надпревари по информатика и така натаму. Рековте од Кочани, меѓутоа ако има интереси од другите градови, како би го реализирале тоа? Присуството физичко малку би било отежно. Па, после ковидот, за среќа сите се научивме на онлайн функционирање и курсевите кои нашиот син ги посетува веќе не се со физичко присуство, повеќето се на онлайн начин и оние што ги плаќаме, така да и ние ќе ги правиме курсевите за почеток онлайн. Во иднина се надевам дека со прибирање на донации, спонзорстви и користење на средства од странски фондови ќе имаме и курсеви со физичко присуство. Успесите на Владимир, вашиот син, се веќе познати, информиравме. Има ли деца, млади во Кочани, па и во овој регион, кои што можат да го следат неговиот пат? Каква е состојбата во познавањето на информатиката и воопшто на областа што вие ја работите? Она што е познато кај нас во моментот е дека информатиката е иднината, нели, на светот. Секој сака да биде информатичар. Но пак ќе спомнам, учениците не го учат тоа во школа. За да го засакаат тоа, треба некој да им го представи. За жал, кај нас го нема тоа. Децата не знаат што е програмирање. Ако некој родител не се заангажира, кој ќе го види своето дете дека е талентирано, да отвори на интернет и да прочепка каде би можело неговото дете да го прати на курсеви и да му плати секако, така и ќе остане. Детето нема продолжи напред. Ќе продолжат само тие деца што родителите ќе можат да им плаќаат. Затоа ние бистри умови сме тука за да им помогнеме на сите. И не е срамота ученик и кој што воопшто не знае да програмира и воопшто не знае што значи C++, да се пријави на курсевите, да види, да се запознае, за во иднина да продолжи понатаму. Немали средства, веројатно и вие имате инвестирано во обуката, во напредокот на Владимир. Тешко е да се изфинансира можеби еден таков талент и да не му се спречи напредокот. Како успевавте досега? Па не само што е тешко со финансии за нас, фала Богу, мислам јас веќе неколку пати го спомнав тоа, ние сме благословени во тој поглед. Немаме проблем во финансиски план и можеме да си дозволиме. Меѓутоа, сето тоа не бара само финансии, бара и време. Јас, еве, не работам. Мене единствена работа ми е детето, да го следам детето, да запалам кола, да го однесам на курсеви, да го однесам по професори, да го однесам на надпревари. Но што правиме со родителите кои што имаат работи од кои не можат да излезат? Може би имат финансии, но нема кој да го однесе детето на тие курсеви кои што се надвор од градот. Така да не се потребни само финансии. И она веќе стасување на ученикот до веќе некое понапредно ниво. Проблемот е да најдеме соодветни професори за детето кои што ќе продолжат со него. Имало моменти каде што сум барала професори за синот, немало во моментот, па кога ќе најдам, дури сум и среќна за тоа што еве сум нашла. Така да, не е само финансиски план проблемот. Проблемот е и време и се. Затоа и се одлучивме поголемиот дел од обуките да бидат онлайн. И за време на викендите секако. Така, колку нашивиот образовен процес е прилагоден на
современите текови во информатиката конкретно. Рековте нешто низ разговорот дека она што се бара на надпреварите е едно, а она што го учат учениците на часовите е сосема друго. Па да, она за информатика е она што и воопшто не го учат на часовите. А математика, да, математика, учениците работат по сосема различна програма во училиште. Тоа што е на надпреварите е многу поразлично. Тоа е програмата од нумеруси, бара доста време и наставниците, оние кои што се ментори, нели имаат и своји работи, секој имаат и фамилии, не можат да одвојат многу време за да спремаат еден ученик, така да учениците мора сами да се снаоѓаат. Голем дел од учениците и не знаат дека постојат нумеруси. Сојузот на математичари организира есенски школи, организира исто подготовки за надпревари, можам да ги спомнам и збир по математика, исто и они организираат, но многу дечиња се таму, се од помош тие подготовки, вреда да се посетуваат, но пак ќе кажам, не секој може да си ги дозволи. Каде, со оглед на талентот што го поседува Владимир, конкретно и овие млади деца кои што допрва, нели, ќе ги обучите и ќе стигнат како обучени професионалци, стручници во нивната област, гледате дека би можеле да се најдат во иднина, имајќи предвид дека можностите можеби за нив во државата се ограничени. Па, последните неколку години, бившите надпреверувачи, можам да ги спомнам, последните 2-3 години, оние кои постигнале големи успеси на меѓународните надпревари по информатика, се кај нас на факултет во Финки. Така да, не значи дека и Македонија не може да даде нешто. Јас искрено би сакала да ги задржиме нашите таленти во нашата држава. Зошто да не? Се плашите ли дека можеби Владимир може да отиде некаде настрана? Па сонот на секој ученик е да оди настрана, но сонот на секој родител е дето да му остане тука. Така да јас не мислам дека Владимир ако остане во Македонија дека нема да биде успешен. Може да биде успешен и од тука. Може да работи и од тука. И во Македонија има доста успешни IT компании. Владимир тера по тој пат. Сака да биде програмер. Има доста успешни IT компании во кои може да работи. Може да работи и онлайн и за Google, и за Microsoft и така натаму. Така да ајде да направиме нешто за да ги задржиме нашите таленти. Зошто да ги продаваме надвор? Зошто сите купуваат мозоци, а ние ги продаваме мозоците? Нека останат кај нас. Ги имаме доста талентирани. Веројатно предизвикот да се работи за странска компанија, а од дома би можел да превладе и да ги задржиме и тоа да биде една од формулите. Па може да. Зошто да не? Со оглед дека Владимир напредува, ќе оди и понатаму, а Сдруженијето Бистри умови во Кочани ќе остане да действува, кои се плановите за во иднина? Со оглед што, рековте, ќе правите напори и други млади да опфатите. Па плановите се и главната цел е како што спомнав. Помош за талентирани ученици и млади. Најпрво да им помогнеме на учениците, најпрво на оние кои не можат да си дозволат финансиски, да им помогнеме за да добијат дополнително учење на доградување. Плановите за во иднина се да направиме поопширни програми, нели, и нашите ученици кои ни ја представуваат државата да добијат целогодишна подготовка, која ќе отидат на меѓународните надпревари да се представуваат со уште поголеми успеси. И она што нели исто работиме, нас не ни е целта да им бидеме конкуренција на другите сојузи и здруженија, нас целта ни е да им помагаме, како и за патните трошоци на учениците кои ни ја представуваат државата на меѓународните надпревари, за оние обуки кои они ќе ги организираат, тука ќе бидеме, да правиме соработка, да правиме заеднички кампови, заеднички курсеви. Така да, идејата е сите да се склопиме заедно и да работиме во интерес на децата. Ние тоа го постигнавме веќе со информатичарите. Среќна сум за тоа што информатичарите се со иста мисла како и нас, единствена цела да им помогнеме на учениците и работиме на тоа. Ви даваме подршка за напорите што досега ги направивте и ви посакуваме успех во иднина, да
донесете нови успеси со кои што ќе можеме да се пофалиме, не само како општина, туку и воопшто како држава. Благодарам. Тоа беше Анита Танасова Грчев, почитувани гледачи, председателка на Сдруженијето Бистри умови, кое што, еве, веќе во најавата кажав, има една благородна идеја да ги едуцира младите на повеќе области и на некој начин да ги направи успешни луѓе во иднина. Благодариме за вниманието. Довидување.